студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. Ова се вестите на денот. Формирана собраниска анкетна комисија за трагедиите во Кочани, Тетово, Ласкарци и Бугарија. 50.000 прекршоци од вчера до денеска. Најголем број за брзо возење, над 1000 за поминување на црвено. Македонците бараат начин да го мапираат Safe City. Филипче од синоќ е единствен функционер на Бихачка. Колективна оставка на раководството и очекување за избор на нови лица во следните 2 недели. Дали протестите во Бугарија ќе го одложат диалогот за интеграциите на кој се надева власта во Скопје? Председателката очекува креативни решенија за гаранција на процесот. Невидливи за системот, без соодветна поддршка и со високи здравствени трошоци. Лицата со попреченост на својот меѓународен ден побараа подобра инклузија. Мислам дека треба да обрна повеќе внимание на нас. Скопје повторно рекордер како најзагаден град во Европа. Лекарите предупредуваат дека PM10 частичките им помагаат на вирусите. Овие вести во живо од собранието за формирањето на анкетна комисија за најголемите трагедии во поновата македонска историја. Останете со нас, почнуваме. Со 84 гласа за, власта и опозицијата заеднички ја формира анкетната комисија што ќе ги испитува околностите и одговорноста за 4 големи трагедии. Пожарите во Кочани и Тетово и автобуските несреќи во Ласкарци и Бугарија. Комисијата во која мнозинство ќе има власта, а председател ќе има опозицијата, ќе работи 45 дена и потоа ќе треба да достави извештај со заклучоци до владата и до јавното обвинителство. Катерина Нешкова известува од пред парламентот. Катерина, дали ова ќе биде единствената комисија, бидејќи знаеме дека имаше повеќе иницијативи, меѓу кои и онаа на СДСМ? Да, дефинитивно пратениците одлучија да се формира една анкетна комисија која што всушност ќе работи на сите 4 случаеви, трагедии кои што се случија изминативе неколку години, иако поводот за нејзино формирање е она писмо на родителите од Кочанската трагедија. Инаку ова анкетна комисија се формираше по иницијатива на власта како предлог на владеачкото мнозинство, но сепак поддршка за неј се дадоа и останатите партии од опозицијата, СДСМ и други. Она што е интересно е дека пропадна обидот на СДСМ да формира анкетна комисија која што ќе се однесува само на Кочанскиот случај, иако инсистира само на тоа и беше ставена на гласање, мнозинството не даде поддршка, имајќи ги предвид предходните ставови изнесени од мнозинството дека не е целисходно да работат 2 комисии. Покрај ова адхок тело ќе има уште една анкетна комисија, тоа е постојаната анкетна комисија за човекови права или барем обид за нејзино свикување кој што го прави лидерот на опозицијата Апасиев, но ќе биде потребно за да проработи ваквата комисија кворумот да го обезбеди мнозинството. За ставовите на власта и опозицијата околу ова тело и што точно ќе работи во продолжение. Власта и опозицијата со 84 гласа за успеа заеднички да формираат анкетна комисија во собранието за сите 4 трагични настани изминативе години. Посебното собраниско тело ќе треба да ги испитува околностите, но и одговорноста за пожарите во дискотеката во Кочани и во модуларната болница во Тетово, како и автобуските несреќи во Ласкарци и Бугарија. Мнозинството во анкетната ќе го има власта, но председателот ќе доаѓа од редот на опозицијата. Телото треба да работи 45 дена, во кои ќе се сослушуваат сведоци, а потоа во рокот 30 дена треба да се изготви извештај со заклучоци што ќе бидат испратени до владата, но и јавното обвинителство. Ова е всушност анкетната комисија која побара власта по повод барањето на родителите од настраданите во Кочанскиот пожар, но за која мнозинството сметаше дека треба да се прошири и на останатите претходни несреќи за да нема селективност. Ќе ги разгледува и тие кои што се најактуелни во моментов, но исто така и оние кои што се случија во времето кога господинот Филипче беше член на владата, по чиј мандат се случија и дел од овие трагични несреќи. Без да се прејудицира било каква кривична или политичка одговорност, сметам дека ако гласаме заеднички за една анкетна комисија без селективност и со истото чувство на емпатија,
можеме да имаме поголеми шанси да стигнеме до некои препораки или заклучоци. Опозицијската СДСМ, иако ја поддржа оваа комисија, сепак на седница инсистираше да се формира и анкетна комисија само за трагедијата од дискотеката Пулс, за поефективно да се утврдат системските пропусти. Ние немаме намера како предлагачи на оваа иницијатива да водиме постапки кои што ги води јавното обвинителство и да судиме некого кој што треба да се суди таму каде што му е местото. Меѓутоа, треба да се утврди доколку има било каква одговорност, треба да видиме кои се пропустите на системот, а очигледно дека има сериозни пропусти на системот, колку тие влијае за случувањето на оваа трагедија. Мнозинството не го прифати ваквиот предлог. Настрана овие анкетни комисии, лидерот на Левица Пасиев за 9 декември ја закажа и постојаната анкетна комисија за човекови права, која треба да расправа за прекршување на правото на живот по повод иницијативата поднесена од родителите на загинатите во Кочанскиот пожар. Сепак незиното одржување останува неизвестно, доколку власта не обезбеди кворум за незина работа. Од владеачкото мнозинство бараат одложување на комисијата на Пасиев, бидејќи на тој ден е закажана и пленарна седница на која е буџетот за 2026. Катерина Нешкова, Сител телевизија. 50.000 прекршоци од вчера до денеска. Најголем број за брзо возење, над 1000 за поминување на црвено. Македонците бараат начин да го мапираат Safe City. Филипче од синоќ е единствен функционер на Бихачка, колективна оставка на раководството и очекување за избор на нови лица во следните 2 недели. Граѓаните полека и без врзање се прилагодуваат на системот Safe City. Во изминатото деноноќие дури 50.000 прекршоци се регистрирани во системот на МВР. Од нив речиси 49.000 се за пребрзо возење, а околу 1000 за поминување на црвено, што уште еднаш ја покажува нашата ниска свест за безбедноста во сообраќајот. Наместо генерално почитување на правилата, скопјани се обидуваат да ги мапираат позициите на камерите. Веќе се лоцирани најголем дел од нив на неколку апликации. Даниел Василев. И покрај опомените, граѓаните се уште возат нерегистрирани возила. Само вчера од речиси 51.000 опомена колку што испратил системот на МВР Safe City, 425 биле за нерегистрирани возила. Вчерашната статистика на МВР вели 50.652 прекршоци, од кои најголем дел, речиси 49.000 се за поголема брзина од пропишаната, а над 1360 за поминување на црвено. И додека МВР во експресно време ги испраќа опомените за 4 видови на прекршоци кои ги регистрира системот Safe City, граѓаните бараат начин како да се спасат од предупредувањето. Waze, апликација базирана на Google Maps, со години редовно се користи во Западна Европа. Во Македонија внимание добива дури сега откако МВР почна да го тестира системот. Апликацијата главно се користи за следење на сообраќајот во живо. Сообраќајки препреки на патот, полициски патроли, радари. Сето ова може да го вметне кој било која користи апликацијата. Веќе третиот ден скопските возачи обележаа голем дел од камерите за автоматска регистрација на регистарски таблички. Направивме мапирање на сите обележани радари од страна на возачите. Досега вметнати се 38 камери низ целата територија на Скопје. Евидентно е дека најголем дел од нив се поставени во централното градско подрачје на поголемите булевари. Меѓутоа, има и главни сообраќајни артерии кои воопшто немаат камери или има само по некоја, како и Линденска и Борис Трајковски. Најмногу камери поставени се во центар Чаири Карпош. Кисела вода од друга страна е најслабо покриена со овие камери. Или попрецизно, до овој момент ниту еден граѓанин не пријавил дека во оваа скопска општина е поставена камера за автоматска регистрација. Пробниот период на Safe City почна од понеделникот. Во првите 2 дена регистрирани се над 160.000 прекршоци на скопските улици и тоа треба да се земе предвид дека системот регистрира само 4 видови на прекршоци. Брзо возење, поминување на црвено, истечена сообраќајна и напрописно запирање и паркирање. МВР допрва треба да појасни што се во иднина ќе следи системот, кога и какви надлежности ќе добие. Safe City треба да биде одговор на сообраќајниот хаос и големиот број на жртви. Во последните 10 години, годишниот просек е 137 загинати во сообраќајни несреќи. Даниел Василев, Сител телевизија.
Тешко се доаѓа до точен податок кои се закони треба да се изменат за да во целост профункционира системот SafeCity. Од МВР вела дека бараат измени на 5 закони, меѓу кои се и кривичниот законник и законот за прекршоци, но неизвестно е дали се потребни и други законски решенија и дали сето ова може да се заврши во месец во кој се дебатира и за буџетот. Пред да почне да функционира системот SafeCity, во собранието треба да се изгласат измени на 5 закони. Според МВР треба да се сменат Законот за извршување на санкции, Законот за возила, Кривичниот законник, Законот за прекршоци и Законот за безбедност во сообраќајот. Доколку SafeCity почне да функционира од 1 јануари, овие измени треба да бидат изгласани до крајот на декември. А доколку системот, според најавите на Тошковски, започне од 1 февруари, тогаш крајниот рок за изгласување на измените на овие 5 закони треба да биде најдоцна до 31 јануари. Без да се изгласат, SafeCity нема да може да функционира. Токму пак тоа што не е сменат Законот за прекршоци, за потешките прекршоци се уште нема казни затвор. Иако делото безобзирно возење од прекршочно стана кривично дело, односно возење под дејство на алкохол над 1,5 промили или под дејство на дрога, возење во спротивен правец, возење со брзина која надминува 70 км на час над дозволената, е внесено како кривично дело, сепак постои и во Кривичниот законник и во Законот за прекршоци. А според Уставот, кога има две вакви постапки, предвид се зема прекршочната. Но ова контрадикторност предупреди и обвинителот Коцевски. Од Министерството за внатрешни работи вела дека дел од измените се веќе извршени, додека дел се во собраниска процедура. Од собранието пак брифира дека Законот за извршување санкции, Законот за возила и Кривичниот законник се носат со мнозинство од бројот на присутни, но тие се уште не се во собраниска постапка. Ниту Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата не е во собраниска процедура, а се носи со бадентерот присутни. Единствено Законот за прекршоци е во собраниска постапка и се носи со двотретинско мнозинство во парламентот. Тамара Дичевска, Сител телевизија. И практичната примена за безбедноста и ефикасноста. Какви се искуствата во Европа? Дали на системот може да му се верува и какви се влијанијата на човечкиот фактор? Тема на денот со универзитетскиот професор Никола Крстановски. После вчерашните оставки, Венко Филипче останува единствениот функционер на СДСМ и најавува дека нема да се повлече, туку лично ќе го води процесот на реформирање на партијата. Тој тврди дека неговите потези немаат врска со Зоран Заев, со кого, како што вели, со години е во приватен, а не политички контакт. Од ВМРО ДПМН реагираат со став дека вистинските реформи во СДСМ мора да почнат од лидерот. На барање на Филипче, вчера оставка поднесе целото партиско раководство, а нови кадри се најавуваат во следните 2 недели. По вчерашните оставки, Филипче во моментов е единствениот функционер во СДСМ и денеска вели дека нема намера да се повлече од функцијата, бидејќи тој лично ќе го води процесот на реформирање на партијата, а тоа му дава за право да го избира и тимот со кој ќе работи. Неговите потези тврди дека немаат никаква поврзаност со Заев, за кој Филипче вели дека 5 години е надвор од политиката, а нивните контакти биле приватни. Сметам дека имам право да го изберам најдобриот тим. И со текот на времето, сепак после едно прилично кратко време, после една таква тешка ситуација која затекнав минатата година, имам право и политичко, и морално, и етичко да тимот го модифицирам. А добро е тоа што тоа го работиме и го дискутираме заеднички со сите членови практично на одборите, и на извршниот, и на централниот одбор. Од ВМРО ДПМН пак денеска прашуваат до кога Филипче ќе држи лидерската функција во СДСМ, само за да му удоволи на Заев и нивните бизнес интереси. Владачката партија е со став дека реформите во СДСМ мора да стартуваат со оставка на Филипче. Се додека Филипче бара одговорност од другите, членови и на извршен одбор и подпредседатели и генерални секретари, а тој не поднесе оставка, партијата ниту ќе има кредибилитет, ниту ќе има легитимитет. Прво треба да се почне со оставка на председателот на СДС Венко Филипче. Председателката Силјановска вели дека иако оставките се внатре-партиско прашање, сепак на СДСМ им посака час поскоро да ги надминат проблемите, бидејќи на државата и треба силна опозиција. Мислам дека е тоа добро за нив најпрво, ама и за сите нас, бидејќи без силна опозиција не може да има демократија, не може да има парламент што ќе носи
добри одлуки, бидејќи тие се коректорот на власта. Дел од актуелните пратеници на СДСМ од кои денеска побаравме став не сакаа да ги коментираат вчерашните оставки, додека поранешни функционери на партијата преку социјалните мрежи искажаа различни ставови. Екс-градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов, кој го замрзна членството во СДСМ откако не доби поддршка за нов мандат, ги поздрави оставките. Ова е одлука што треба да се поздрави затоа што отвара простор за вистинска промена, напиша Костадинов на Фејсбук. За разлика од него, поранешната пратеничка на СДСМ Софија Куновска коментира: сите дома, само Филипче останува. Венко никогаш и немал на памет идеја дека е дојден да победува СДСМ, но едно нека остане запаметено, а тоа е дека цената за овие туги бели дворови ќе ја плати не само СДСМ, туку и ВМРО ДПМН и сите граѓани на Македонија, напиша Куновска. На барање на Филипче вчера оставки поднесоа заменик председателката Фани Карамфилова-Пановска, партиските подпредседатели, генералниот и организацијските секретари, како и сите членови на извршниот одбор. Чекорот следи повнатре партиска анализа за изборниот резултат и потребата од кадровско освежување. Според најавите од партијата, нови членови на раководството ќе се избираат во следните 2 недели. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Власта и опозицијата денеска влегува во нова размена на тешки меѓусебни обвинувања за криминал. ВМРО ДПМН обвинува за злоупотреби на грантови во корист на бизнисите на ЗАЕВ, а СДСМ ја повика европската обвинителка Ковеши да се вклучи во случајот ИПАРТ. Партиските штабови на власта и опозицијата со нова серија на обвинувања за сторен криминал. Владеачката ВМРО ДПМН обвинува дека во време на владењето на СДСМ се склучувале договори во 4 очи во корист на екс-премиерот Заев и тогашниот министер за земјоделство Николовски. Дека станува збор за корупција се јавува фактот што по отписот на 2000 тони жито од стоковите резерви на државата во вредност близу 800.000 евра, кој е подарок од Заев и Филипче кон Љупчо Николовски, веќе следната година. Тој му возвраќа на Заев со грант од Агенцијата за ИПАРТ во вредност од 1,4 милиони евра. Добитник на овој европски грант е фирмата Тргопродукт на Заеви, односно познатиот бренд Мамас. За СДСМ, ова е уште една лага од долгоготвената ИПАРТ каша од кујната на Мицкоски и ВМРО ДПМН. Во форма на рецепт реагираат и прават анализа како власта ги готвила лагите. Заев, некој од неговото семејство и поранешни министри се главните состојки. Преку повеќе годишно динстање на лаги за злоупотреби, освен Заев се додава и Филипче, како тајна состојка на рецептот се ИПАРТ фондовите. Ваквата реакција за власта не е ниту смешна, ниту интересна за народот кој е ограбен и злоупотребен во време на владењето на СДСМ, за кој вела дека одговорност ке има. Опозицијската СДСМ со контраобвинувања и тие го повикуваат јавното обвинителство да постапи по информациите за милионскиот тендер доделен на фирма со двајца вработени. Крадењето на народот преку корупцијски шеми за пумпање на парите мора да запре и да следува одговорност. Станува збор за 9 милиони евра пари на граѓаните, кои треба да завршат кај граѓаните, а не по джеповите на врхушката на власт и во Белата палата. Почитувани, власта наголемо спроведува грабеж преку шеми за испумпување на народните пари. И СДСМ и ВМРО ДПМН го повикуваат јавното обвинителство да постапи по допрен глас и да ги провери обвинувањата за сторени злоупотреби. Ивана Соколич најдова, Сител телевизија. Собранието едногласно го избра Адем Чучулј за нов председател на Државната комисија за спречување на корупцијата. Од 82 пратеници кои гласа, сите 82 му дадоа поддршка, со што Чучулј начело на антикорупцијска стапува со редок политички консензус околу неговото име. Адем Чучулј е дипломиран правник со положен правосуден испит и речиси 2 децении работно искуство во ДКСК. Во комисијата работи 19 години, а во последните извршуваше функцијата генерален секретар во селекцијската постапка за нов председател. Тој доби највисока оценка од 96,5 бодови, при што комисијата за избор нагласи дека тој поседува значајно практично искуство во спречување корупција и судирни интереси, како и јасна визија и конкретен план за развој на институцијата. Протестите во Бугарија ќе го одложат диалогот за интеграциите на кој се надева власта во Скопје. Председателката очекува креативни решенија за гаранција на процесот. Невидливи за системот без соодветна поддршка и со високи здравствени трошоци. Лицата со попреченост на својот меѓународен ден побараа подобра инклузија. Мислам дека треба да обрна повеќе внимание на нас.
Председателката е изненадена што Европскиот совет инсистира на уставните измени и покрај сигналите дека по изборите во земјава ќе има засилени разговори. Логично е според неа Македонија да бара креативни решенија кои ќе обезбедат гаранции за предвидливост на интеграциите. Разочарувачка е состојбата во Софија по масовните протести за буџетот и најавите за можни предвремени избори во Бугарија. Ако уставните промени биле делотворни и воделе кон забрзување на патот кон ЕУ, а ние ќе председававме со ЕУ денеска. Ама не е така. И сигурно е дека ние мораме да посегнеме по самоодбрана. Зошто што ако и ова биде само една од многуте измени, тука очекувам јас некаква гаранција и ќе ме прашаат каква, па правна и политичка. Кој треба да ја даде? Па сигурно не ние, туку оној кој што ја донел преговарачката рамка и го донел, ги донел заклучоците. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски во Брисел порача дека постои реална можност да се стави крај на војната во Украина и дека Македонија силно ќе ја поддржи администрацијата на председателот Трамп во напорите за воспоставување мир во Европа. Се стави крај на војната во Украина и Македонија ќе даде силна поддршка на председателот Трамп и американската администрација успешно да го заврши овој процес. Шефот на македонската дипломатија пред стартот на состанокот на министрите за надворешни работи на земјите членки на НАТО вели дека сега е моментот да се врати мирот во Европа. The Trump administration, Secretary Marco Rubio, President Trump, his entire team have put a very strong commitment on finding peace. We see, I will reiterate once again, that there is a clear window of opportunity for finding such a peaceful solution. And of course, we will stand behind our support for this existing momentum. Во рамки на самитот се одржува и посебен настан посветен на безбедносните аспекти на коридорот 8, со кој Муцунски ќе копредседава заедно со неговиот италијански колега Тајани. Where we hope that we will be able to discuss not just Corridor 8, but also the Western Balkans, where there is a very high level of malign influence coming from Russia, China, but also other stakeholders. На маргините на самитот Муцунски остварил и средба со заменик државниот секретар на САД Кристофер Ландау, на која, како што информира МНР, биле потврдени блиските пријателски односи со САД и било разговарано за американската улога во стабилноста на Западниот Балкан. Александар Спасовски, Сител телевизија. На Македонско-српскиот бизнис форум во Скопје беше порачано дека за двете земји стратешки приоритет остануваат јакнењето на патната, железничката и енергетската инфраструктура. Лидерите на коморите и вице-премиерите нагласија дека стабилен и предвидлив регион, борба со корупцијата и побрз проток на стоки и услуги се клучни за поголем економски раст и привлечност за инвеститорите. На патна, железничка и енергетска инфраструктура која ќе ги поврзе двете земји ќе овозможи поголема соработка на бизнисите. Во услови кога се менува геополитичката слика во светот, а технологијата се развива со голема брзина, за Македонија и Србија е стратешки важно вложувањето во брзата пруга по коридорот 10 и гасоводното поврзување преку интерконекторот. Ова се пораките кои лидерите на стопанските комори ги испратија на Македонско-српскиот бизнис форум во Скопје, на кој присуствуваат 214 компании. Zato je važno da brzo radimo na tim strateškim projektima, a to je povezivanje, rekli ste sami, gasni interkonektor, izuzetno važno. Ako govorimo o energetici i diverzifikaciji za ceo region, to je jednog presudnog značaja. Povezivanje železničke infrastrukture, dakle samo na ta dva strateška projekta mi možemo da osiguramo neku ekonomsku bezbednost ovog regiona na mnogo većem nivou nego što je sada ima. За бизнисмените примарно е државите да водат ревностна битка со корупцијата, со цел економиите посилно да се развиваат. Единството на бизнисот во овој момент е клучниот фактор за негов опстанок и негово наметнување. Ние за да станеме 51% мораме да бидеме единствени и затоа ја повикувам сите бизнис организации, сите фирми во одбрана на овие принципи за кои што говорев. Македонија и Србија имаат иста амбиција регионот да биде стабилен, предвидлив и посакуван за инвестирање, порача вице-премиерката на Србија. Соработката на компаниите од двете земји овозможува поголем развој, но и полесно пробивање на глобалниот пазар.
Samo u prvih 9 meseci 2025. godine Srbija je u Severnu Makedoniju izvezla robu u vrednosti od više od 804 miliona evra, što predstavlja rast od skoro 16% u odnosu na isti period prethodne godine. Istovremeno, preko 953 kompanije sa većinskim severnomakedonskim kapitalom uspešno posluju u Srbiji, pre svega u trgovini, građevinarstvu, prerađivačkoj industriji i IKT sektoru. Ovi podaci govore da su naše ekonomije kompatibilne, da se međusobno dopunjuju i da postoji prostor za još snažniju saradnju kako u tradicionalnim granama, tako i u oblastima novih ekonomskih prostora. У овој бизнис форум идниот кој ќе се одржи во Србија и сето што ќе се случува кога станува збор за економијата ќе ни овозможи да во најкрт можен временски рок таа размена ја подигнеме на скоро 2 милиарди евра. Двете земји веќе постигнаа договор за проширување на граничниот премин Табановци кој ќе обезбеди побрз проток на стоки и услуги, но и движењето на граѓаните. Вице-премиерите разговарали и за зелениот картон кој треба да важи за двете држави и како да ја забрзаат реализацијата на инфраструктурните проекти. Подпишаа 5-годишен меморандум за продлабочување на соработката со кој ќе се унапреди комуникацијата на институциите и приватниот сектор. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Невидливи за системот, без соодветна поддршка и со високи здравствени трошоци, лицата со попреченост на својот меѓународен ден побараа подобра инклузија. Мислам дека треба да обрна повеќе внимание на нас. Скопје повторно рекордер како најзагаден град во Европа. Лекарите предупредуваат дека PM10 частичките им помагаат на вирусите. На меѓународниот ден на лицата со попреченост, нивните семејства и активистите потсетуваат дека невидливоста, предрасудите и недоволната поддршка и натаму се најголемите бариери со кои се соочуваат во секојдневието. Мислам дека треба да обрна повеќе внимание на нас. Со оваа реченица, невена девојка со церебрална парализа го опишува чувството на невидливост, со кое секојдневно се борат лицата со попреченост во државата. На меѓународниот ден на лицата со попреченост, овие лица потсетуваат дека нивното прифаќање во општеството не е привилегија, туку обврска на сите. Немам друштво. Нема со кого. Трнлив и патот на родителите на децата со попреченост, раскажува за Сител телевизија Марина, мајката на Невена. Предрасудите и стереотипите се дел од нивното секојдневие. Последно што ни се случи, со децава се договоривме, бевме на пица во пица ресторан и баш ја направивме славна, ја објавивме на Facebook, додека ние седевме на масите и се дружевме, се смеевме, онај сопругот ги завртеа столиците вака, гледаат во децава као не знам што да се случува. Значи не се едуцирани, нека да го прифатат реалниот живот. Лицата со церебрална парализа имаат најголем проблем со здравството. Големи трошоци, а мала помош од државата. Овие лица кои се над 26 годишна возраст немаат право на партиципација. Значи, тотално се избришани од системот. Пример едно, ова церебралната парализа е со комбинирани пречки, има и слепост, и глувост, и наглувост и све. Сега, тие апаратчиња што следуваат за ушите се даваат на 5 години. Меѓутоа, не е само најефтиното или најниската цена да се одбере. И да се одбере тоа и да се даде, они не им врши работа, не можат да слушаат. А доплатата е премногу голема. Значи, ние доплаќаме и за помагала, за колички. На меѓународниот ден на лицата со попреченост се одбележи 20 годишнината од отворањето на првиот дневен центар со церебрална парализа. Тука ми е прекрасно, тука ми е најубаво. Да, се дружите? Да, и да биде вака секој ден. Имаш и многу пријателчиња? Да, многу. Присутен беше и скопскиот градоначалник, кој најави континуирана поддршка на овој дневен центар. Сега сме во фаза на креирање на буџетот, предвидуваме мерки во соработка со ова здружение, но и со останатите, кои што ќе значат подобрување на условите за сите лица со попреченост на ниво на градот Скопје. Тоа подразбира отварање на нови дневни центри, нови асистенти, помагање на кои што ќе може да бидат вклучени во процесот за да помагаат на лицата со попреченост. Председателката на државата пак со остра порака дека е срамно да има само едно државно училиште со ресурсен центар, кога потребата е поголема. Мора да се зголеми бројот на
училиште од ваков тип. Бидејќи гледаме дека овде имаме ги останатото и дом во кој што значи доаѓаат лицата од внатрешноста на државата. Ама доколку има повеќе, во повеќе градови, тогаш е полесно и за семејствата, ама има и за самите ученици. Во партен изографски годишно има околу 50 деца. Директорката вели дека најголемиот предизвик што го имале е надминат, поради тоа што од оваа учебна година од ресурсен центар прераснале во државно средно училиште. Габриела Лескова, Сител телевизија. Скопје повторно на неславниот врв како најзагаден град во Европа, покажуваат податоците на платформата IQR. Пулмолозите алармираат за раст на пациенти со респираторни проблеми. Скопје и ова есен повторно го зазеде приматот најзагаден град во Европа и 11 во светот. Овие негативни резултати беа објавени предпладнево на швајцарската платформа IQR, која го мери квалитетот на воздухот. Во главниот град тешко се дишеше и синоќа. На клиниката за пулмологија веќе бележат зголемен број на пациенти со респираторни потешкоти. Повеќето имале влошување на хроничните болести. Тие аерозагадувачи од понов тип, тоа се озонот, азотните оксиди, издувните гасови од дизел горивата, ПМ честичките добро познати и некои други токсични материи, кои што делуваат штетно на респираторниот систем, пред се на носот и на долните дишни патишта, предизвикувајќи и кај здравите особи одредени симптоми. Не кај секого, меѓутоа има голем број на граѓани кои што се чувствуваат печење во очите, солзење на очите, јадеж во носот или печење во носот, може и кивање, исто така кашлица и стегање во градите. Покрај лицата со хронични заболувања, најчувствителни на загадениот воздух се и трудниците и малите деца. Во овој период може да се користат маски кои што имаат HEPA филтер и кои што на некој начин го пречистуваат воздухот од овие аерозагадувачи, но доколку не може да се најдат такви, N95 исто така би завршиле голем дел од работата, особено за хроничните болни, кои што имаат потреба во вакви моменти да излезат надвор. Инаку се разбира дека во периоди кога имаме огромно аерозагадување, би било препорачливо да не се спортува надвор, да не излегуваат малите деца, трудниците и возрастните и оние со хронични болести. Според професорот Докич, токму кога имаме зголемено аерозагадување, повеќе напаѓаат и вирусите и затоа тој препорачува периодов да се земаат повеќе антиоксиданси од типот на витамин С, Д, цинк и слично. Инаку Европската агенција за животна средина неодамна излезе со алармантна статистика. Повеќе од 180.000 смртни случаи во Европа се поврзуваат со загадениот воздух. Во Македонија, поради високо аерозагадување, годишно умираат околу 5.000 лица. Александар Динев, Сител телевизија. Тема на денот во Централниот дневник ќе биде со фокус на функционирањето на Safe City. Останете со нас, се гледаме.